Добро дојдовте во најновото издание на емисијата Урбан Блог. Како и секогаш, така и оваа недела одбравме содржини кои ќе бидат доволно корисни и практични за вас и ќе го задржат вашето внимание со нас до самиот крај. А што поточно подготвивме овој пат за вас, дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан Блог зборуваме за предпразнична депресија, за пробиотици и стрес. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блог. Живееме во навистина брзо и стресно време и сето тоа сме доволно свесни дека и тоа како се одразува врз нашето целокупно здравје. А како да го намалите стресот? Зборуваме во следните неколку минути низ едукативен разговор со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит. Еве што велат тие. Стресот е физичка, физиолошка и психолошка реакција. Дразба која може да биде од различно потекло, а секој од нас различно го интерпретира и манифестира. Но едно е заедничко. Сите ние, за да функционираме нормално, мора да се ослободиме од стресот. Затоа денес разговараме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Во продолжение нивните совети. Стресот е состојба, ситуација која што не следи од почетокот на нашето живење па се до крај. Значи, говориме за стрес и во детската возраст, и кај адолесцентите, и кај нас возрастните. Во основа тоа е способноста на нашата и психичка и физичка да се адаптираме на одредени ситуации во надворишната средина. Стресот е навистина нешто на кое што мораме да обрнеме внимание, бидејќи говориме за добар квалитет на живење, говориме за едно убаво, квалитетни функции во целокупниот организам, така да стресот е нешто што, пак ќе кажам, не следи и треба да знаеме точно како да се адаптираме и како да го тоа амортизираме во нас. Има многу фактори во нас, фактори надвор од нас. Значи, она што е во нас е нашата ментална структура која што ја носиме, нашите капацитети да го амортизираме стресот, она што е натре во нас, она што велиме одредена генетика, што е и не мора секогаш да значи. А од друга страна се надворишните влијанија, брзата динамика, големите побарувања пред нас како такви, желбата да бидеме амбициозни, желбата да направиме, да створиме. И некако во целото тоа движење се забораваме онака што е суштината на нашето живење, а тоа да имаме навистина квалитетно, убаво живење, со многу радост, со добро здравје, со многу љубов, зашто тоа е суштината и на нашето постоење. Така да факторите кои што се сите вакви какви што се, сушто само да научат како да се адаптираме на тоа што е стрес и како да го изамортизираме во нас. Стресот е нешто што е наше секојдневие. Не, некога сме повеќе, некога сме помалку, меѓутоа каков и да е, колку и да е, прави одредени нарушување во целокупното внатрешно функционирање. И тоа е оно што, знаете, многу пати луѓето ќе кажат дека се под стрес се, меѓутоа не постои начин како тоа, за разлика од она што ние можеме тука да го видиме и те како го забележуваме и можеме да го детектираме стресот, кој што се одразува на функционирањето на голем број на органи. Не само тоа да видиме какви се работите со стрес хормоните, кога е нивното ниво, туку воедно да видиме како тоа се одразува на еден цел систем. И кога вие ќе добиете една слика каде што гледате дека стресот е доминантен фактор, знаеме и умееме тоа да го направиме како што треба. Значи, да, тоа е неопходно прво да се направи соодветен скен, да се види каква е состојбата, да се прочита и после се пристапува кон строго персонализирана терапија, односно давање на начин да сето тоа се коригира. Затоа што секоја перзистенција на стресот подолго време прави во почетокот функционални нарушувања, психолошки нарушувања, но на долги стази знае да даде и одредени здравствени нарушувања, односно со одредени анатомски отстапки. Терапијата, пак ќе кажам, зависи од тоа што треба да коригираме, на кое ниво, значи треба, зависно тоа каков е одговорот, каква е спремноста на секојот и секоја индивидуа. Од друга страна, тоа подразбира, значи, континуирана терапија, која што секој
пациент, односно секој кој што сака, ја добива и ја контролираме какви се состојбите на подобрување. Тоа се прави со оние контроли кои што ги закажуваме, во колку има потреба се прават промени во терапијата, односно одредени дополнувања, за да дојдеме до крајниот ефект, она што го прави самиот пациент на вистина задоволен. Знаете како, кога ќе ви дојде еден пациент кој што веќе по самиот аспект на неговото даѓање и држење го гледате и после одреден временски период го гледате сосема различен, тоа е на вистинското задоволство кое што го доживуваме тука. Прво во прашање се, знаете, прво исклучително добро менаџирање на менталниот став. Тоа е една од важните моменти и тоа се гради во животот. Никој не се родил научен, сите ние тоа го учиме во текот на животот. Добрите навики, значи животните навики, еден од важните моменти на добра амортизација на стресот е сонот, значи кој што ние постојано го говориме и сите луѓе велат спијат. Па ќе бидам и сигурно децидна, ќе кажам дека не спијат сите убаво и не секога сонот знае да го коригира тоа што е стрес. Од друга страна, тоа се оние ситни секојдневни наши навики кои што ги имаме и кои што за жал не ги освестуваме. Мораме да станеме свесни за се што не обкружува и да го фатиме моментот. Додека сме се уште на тема здравје, досега многу пати имаме зборувано за тоа дека е потребно соодветно да се грижиме за нашето здравје преку текот на целата година. Овој пат зборуваме за пробиотици. Зошто се важни да ги конзумираме, дознавате во следните неколку минути. Многу луѓе веруваат дека пробиотикот е едноставно додаток кој ја подобрува цревната флора. Но во реалноста светот на пробиотиците, верували или не, е многу покомплексен. Имено секој вид на бактерии има специфична улога во нашето тело, а разбирањето на оваа разлика е клучно за постигнување на посакуваниот ефект. Во продолжение ви откриваме за кои болести кој вид на пробиотици се препорачува и како конечно да ги научите овие мали, но многу важни разлики. Видот на пробиотици представува специфичен тип на бактерии во поширокото семејство на пробиотици, со уникатни својства и ефекти врз телото. Например, еден вид може да ја намали надоеноста, додека друг помага при запек, а некои таргетираат зајакнување на имунитетот. Затоа важно е да се избере пробиотик според симптомите и потребите, а не случајно. Точниот избор на соеви осигурува дека суплементот е ефикасен, додека погрешниот вид може да резултира со недостаток на ефект. Разбирањето на различните видови е клучот за здрав микробиом и севкупна благосостојба. Клучот е прецизноста. Кога знаете кој проблем сакате да го решите, само тогаш пробиотикот може да го покаже својот целосен потенцијал. Ова значи дека изборот на погрешен пробиотик може да доведе до тоа единствено да не чувствувате никаков ефект или редовно земете капсули или капсули во прав. Има и вид на пробиотици кои најдобро функционираат при диареја, вирусни инфекции на цревната флора, како и при патувања. Покрај тоа се препорачува да се користат и при употреба на антибиотици. Меѓутоа, со надоеност и запек, овој пробиотик не помага. Видот Lactobacillus помага при акутна диареја, синдром на нервозно дебело црево, надоеност и се препорачува за балансирање на цревната флора по инфекции. Сепак тој нема да го реши затворот. Постојат и видови на пробиотици кои најдобро се покажале кај запек, забавена перисталтика, односно мускулни контракции во цревата и дисбиоза на дебелото црево, односно нерамнотежа на цревната микробиота. Но ова не е сој препорачан за патување и вирусна диареја. Постојат и пробиотици кои содржат повеќе видови. Тие содржат неколку различни видови на бактерии во една формула, што им овозможува да делуваат на различни делови од телото во исто време. Например, еден вид може да го поддржува варењето, друг да го зајакнува имунитетот, а трет придонесува за рамнотежа на цревната флора. Овие пробиотици често се препорачуваат кога сакате поширока поддршка на микробиомот, но сепак е важно да изберете формула заснована на вашите специфични потреби. Сепак, количината на разновидноста на соеви треба внимателно да се одберат. Премногу или погрешна комбинација може да го намали ефектот или да ја наруши рамнотежата на микробиомот. Повеќекратни видови се препорачуваат и за синдромот на нервозни црева, надоеност и мешани симптоми и најдобро функционираат кога се паметно комбинирани и наменски формулирани. Многу е важно тие да бидат компатибилни и клинички тестирани.
Исто така, многу е важно да се напомене дека повеќе пробиотици не значи посилен ефект. Друга важна работа што многумина ја занемаруваат е пречестата или недоволна употреба на пробиотици. Иако звучи парадоксално, континуираното внесување на суплементи кои не му се потребни на вашето тело, всушност може да ја наруши природната рамнотежа на микробиомот. Например, кај луѓе со веќе урамнотежена цревна флора, прекомерното дополнување може да доведе до блага дисбиоза, состојба кога одредени бактерии стануваат подоминантни од другите и предизвикуваат непријатност. Затоа модерната пробиотска терапија започнува со анализа на вашите потреби. Најефикасните резултати се постигнуваат кога соеви се избираат врз основа на симптоми или специфични здравствени цели, наместо на слепо. Едуциран избор значи и подобро разбирање на додатоците, читање етикети, познавање на разликите помеѓу соевите и нивните функции, како и знаење колку долго и како се користат. Исто така, важно е да се знае дека ниту еден пробиотик не треба постојано да се користи, бидејќи тие не колонизираат постојано. Тие делуваат само додека се пијат, а погрешниот избор нема да има ефект. Запомнете, продолжената употреба на пробиотици без медицински индикации всушност може да ја наруши природната рамнотежа на цревата. Затоа следниот пат кога ќе размислите за пробиотик, запомнете, вистинската терапија започнува со прецизен избор, а погрешниот пробиотик едноставно нема да даде резултати. Ова е период од годината кога ни се ближат на вистина убави празници и сите некако не обзема таа предпразнична еуфорија. Но меѓу нас има и такви кои ги обзема предпразнична депресија. Како да се справите со неа? Ви откриваме во прилогот кој следува во продолжение. Не плашите се да кажете не и не се чувствувајте лошо поради тоа. Поставувањето граници секогаш игра важна улога, а овој период од годината е уште поважен. Предпразничната депресија е составен дел од еуфоријата во која запаѓаат луѓето во периодот пред новогодишните и божикните празници. Радост, подароци, украси, благодарност, надеж, добри желби за иднината. Позитивните работи кои се околу нас кај голем број луѓе можат да предизвикаат сосема спротивно чувство, со високи нивоа на стрес, па дури и депресија. И додека после целата таа празнична еуфорија со години се зборува за постпразничната меланхолија, како вообичаена појава, се почесто се споменува незиниот помалку познат пандан – предпразничната депресија. Иако звучи парадоксално што се чувствуваме лошо пред период кој треба да биде исполнет со многу радост, вистина е дека токму во тоа време многумина чувствуваат притисок, вознемиреност и емоционален замор. Причината лежи во нереалните очекувања, наметнатите општествени норми и внатрешниот императив дека мора да бидеме среќни овој период од годината. Предпразничната депресија не е класична клиничка диагноза, туку состојба на емоционална нерамнотежа која се јавува пред празниците. Се манифестира преку чувство на тага без јасна причина, раздразливост, пад на енергија, недостаток на мотивација и повлекување. Често е придружено со чувство на вина, бидејќи не ја делиме колективната возбуда што ја гледаме околу себе. Социјалните мрежи дополнително го засилуваат ова чувство, бидејќи сервираат идеализирани слики на совршено уредени домови, хармонични семејства и безгрижни прослави. Еден од главните предизвикувачи на предпразнична депресија е притисокот на обврските. Списоци со подароци, финансиски трошоци, семејни собири и очекување дека се треба да биде совршено, може да доведе до хроничен стрес. За оние кои се соочуваат со загуба, осаменост или нарушени семејни односи, празниците служат како дополнителен потсетник за она што недостасува, а не за удобност. Предпразничната депресија често се манифестира физички, замор кој не поминува, несоница, промени во апетитот и чувство на тежина во телото не се невообичаени. Многумина чувствуваат потреба само да ги поминат празниците, потиснувајќи ги емоциите, што може да доведе до уште поголема емоционална исцрпеност на долг рок. Големи очекувања од празниците, но и големи обврски. Премногу работа, гужви, притисок да се најдат и купат совршените подароци. Обврска барем да поминете време со роднините и пријателите. Дополнителен стрес може да биде предпразнично или празнично патување. Крај на годината е. Има бројни деловни обврски кои треба да се завршат за да се испланира било што.
Од друга страна има и рецензии за тоа што не сме направиле и што сме можеле. Исцрпувањето на духот и телото во годината што заминува. Темпото и студеното време повеќе не држи во затворени простори. Конечно, тагата за најблиските кои од различни причини не се со нас, логично се засилува пред и за време на празниците. Добрата вест е дека оваа состојба може да се стави под контрола, првенствено со промена на вашата перспектива. Првиот чекор е да се прифати фактот дека не постои универзален начин за славење на празниците. Дозволете си да ги доживеете онака како што сакате. Тивко, едноставно и без потреба да ги исполнувате тугите очекувања. Намалувањето на обврските и реалното планирање често носи итно олеснување. Исто така, важно е да ги слушнете вашите собствени потреби. Кратките паузи, прошетки, престојот во природа или пред екранот може да помогнат во смирување на нервниот систем. Разговорот со саканата личност често има терапевски ефект, бидејќи ве потсетува дека не сте сами во вашите чувства. Доколку забележите дека тагата се продлабочува или трае подолго од неколку недели, важно е да побарате стручна поддршка. Сепак, во повеќето случаи, предпразничната депресија е сигнал дека е време да го забавите темпото и редефинирате што навистина значат празниците за вас. Затоа што вистинската топлина и целиот тој магичен празничен дух не потекнуваат од совршени украси, туку од автентичен однос кон себе. Празниците се исполнети со очекувања. Сигурно би било убаво кога би можеле празниците и се останато да помине совршено, но обично тоа се желби засновани на нереални очекувања. Кога очекуваме совршенство од себе и од другите, сигурно ќе бидеме разочарани. Наместо тоа може да поставиме по реални очекувања и да го подигнеме нивото на емпатија, без разлика дали сме направиле нешто погрешно или други луѓе се нашле во таа позиција. Ворите да имате планови, желби и очекувања, но животот понекогаш оди во насоки кои се далеку од нашите совршени планови. И во такви ситуации мораме да продолжиме понатаму без да гледаме многу наназад за она што било. Полека, но сигурно се движиме кон средината на зимата. А иако неколку пати најавен, снегот се уште не ни пристигнал, барем не во количина која сите ќе не израдува. Скијачите веќе сигурно редовно ги посетуваат ски-центрите за кои и ние веќе зборувавме, но она за што речиси не постои љубител на зимските спортови не слушнал е едно од најпосетуваните и најпосакуваните ски дестинации. Сигурно веќе предпоставивте, станува збор за рај за секој скијач, дестинацијата Аспен во Колорадо. За оние што не знаат, ако воопшто постојат такви, пред се ќе кажеме збор 2 за местото, а потоа и ќе ви одговориме зошто дефинитивно треба да се посетат. Аспен се наоѓа во државата Колорадо во Соединетите Американски држави и е дамнешно познато ексклузивно и луксузно место, кое традиција ги собира познатите личности од целиот свет. Основан е како рударски камп во текот на сребрената ровокопачка гранка во Колорадо, но со брз интензитет напредувал во првата деценија од своето постоење. Судбината на Аспен во голема мера се промени и ова денес мега популарно место прочуено низ целиот свет се прослави во скијачко одморалиште, кога соседната планина беше организирана за оваа намена кон средината на минатиот век. Денес Аспен, освен што е можеби и најпознатата ски дестинација и сон на секој влюбеник во зимските спортови, е и дом на многу институции од меѓународна важност, како што е Фестивалот за музика и образование, Институтот и Центарот за физика во Аспен. Голема заслуга за она што е денес имаат и неколку угледни имиња, кои го популаризираа местото низ својата уметност и го направија она што е денес. Место за зимски одмор на многу луѓе од целиот свет, но и на светскиот джет сет. Сигурно веќе разбравте, тоа што е луксузно и ексклузивно место и што е најчест избор за истакнатите јавни личности, го прави една од поскапите, ако не и најскапа дестинација на целиот свет. Во ова не го вклучуваме и трошокот за превоз до таму. Сепак, по она што можете и да видите во моментот на вашите екрани, а она што и го покажуваат искуствата на сите кои веќе го посетиле, едноставно е посебно место и вреди за сите пари.
Скијалиштето на Аспен е вистински рај за сите влюбеници во зимските спортови. Прилагодено е за сите типови скијачи и бордери, така што не е важно дали сте искусен скијач или почетник. На Аспен ќе пронајдете одговарачка стаза за себе на која ќе можете да ги усовршувате веќе стекнатите вештини. Ски школите се достапни за почетниците и децата, како и благите и кратки стази, додека пак за љубителите на екстремните спортови постојат неверојатно брзи и стрмни стази, кои само вистинските професионалци можат да ги надминат. Најдолгата стаза на Аспен е долга 5 километри. Скијалиштето располага со 8 паркови, 336 стази со различна тежина и 43 лифта кои ве носат до посакуваната стаза. Во подножјето на скијалиштето се наоѓа град кој е токму тоа – вистински град. Грандиозни, скапоцени хотели од 5 звездички, распространи продавници на познатите светски брендови, се само дел од содржините кои овој ски ресорт ги нуди на своите посетители. Тоа е она што Аспен го направи најпопуларна дестинација подеднакво популарна и во Европа, што со право го донесе на врвот на светските скијалишта. И секако, незалудно е место познато како сонот на секој скијач. Сосема логично кога знаеме дека станува збор за место на 1000 метри надморска височина, со највисок врв на 3400 метри и огромна скијачка површина која изнесува дури 2000 хектари. Пределот опфаќа 4 планини, и тоа Аспен по која го добива и називот Snowmass, Highlands и Buttermilk, што го прави совршен скијачки амбиент, но и како што истакнатите уметници кои го популаризирале велат, совршено место за уживање и за живење. Сигурно нема да ве разочара оваа дестинација дури и да не сте љубител на скијањето и зимските спортови, затоа што судејќи по сите содржини кои местото ги нуди, малку е веројатно дека би можеле и за миг да ви биде здодевно. А она што е сигурно е дека во вакво окружување со сигурност ќе ги исполните белите дробови со кислород и ќе го освежите целиот ум и тело. Она што ќе го испразните со сигурност е паричникот. Иако ова информација ја пронајдовме, па чувствувавме потреба со вас да ја споделиме, во случај да е ваша следна дестинација. Локалниот автобуски превоз до Аспен и селото Snowmass е бесплатен. Ваше е само да си обезбедите неколку илјади евра за да стигнете до таму, да си платите смештај и ски карта. Може би и уште нешто плюс за мини шопинг или вечера во еден од многуте елитни ресторани, сместени токму таму. Шега настрана, има зошто Аспен е категоризиран како едно од најубавите, ако не и најубавото место за зимски одмор во светот. Доколку имате можност, проверите го ова уште оваа сезона. Кој знае, може би ќе скијате заедно со Џорџ Клуни или Меган Фокс. Тука е крајот на нашето денешно 30-минутно дружење и сигурни сме дека и овој пат останавте со нас до самиот крај, а за тоа беа заслужни денешните содржини. Ние се гледаме повторно следната недела на исто место во исто време, а до тогаш не заборавајте да бидете урбани и секако тимот на Урбан Блок ви посакува убави празнични денови.